Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во уште една нова телма Амбуланта. Метаболниот синдром е еден од најголемите здравствени предизвици на 21. век, кој за 2 пати го зголемува ризикот за кардиоваскуларни болести и 5 пати за диабетес тип 2. Се смета дека 1 од 6 лица страда од оваа состојба, што е релативно често, а зачестеноста расте со годините, односно со возраста. Зошто е важно да знаеме дали имаме метаболен синдром и на каков начин да се бориме против него. На оваа тема денеска ќе зборуваме со доктор Александар Манолев, специјалист по интерна медицина од поликлиника Манолеви. Тој ќе ги појасни најважните аспекти на овој синдром. Останете на телма, веднаш по рекламниот блок започува разговорот. Што е тоа метаболен синдром, зошто е важно да знаеме дали страдаме од него и на каков начин да се справиме со оваа состојба, ќе ни објасни доктор Александар Манолев, специјалист по интерна медицина во поликлиника Манолеви. Докторе, добре дојдовте во студиото на телма. Добар ден, благодарам за поканата. Имаме прилика уште еднаш да разговараме за една доста актуелна тема, би рекол старо нова тема и можеби еден иден предизвик во медицината, па и за луѓето генерално, нели? Така вела дека еден од 5 или еден од 6 луѓе го има овој синдром, што е пречесто, а многу малку знаеме за него реално. Што е метаболниот синдром? Дали е болест, диагноза ли е, што е? Па самиот збор кажува тоа е синдром. Под синдром се дефинира состојба во организмот кога имаме, да кажеме, повеќе болести кои што доведуваат до промена во повеќе системи. Значи во овој случај разговараме за синдром каде што се доминантно фатени метаболните, односно ендокринолошките состојби и заболувања. Тука во прва линија ни е диабетесот и преддиабетесот. И втората битна типика на метаболниот синдром, тоа се покачените масноти, како под фракции ги издвојуваме ХДЛ холестеролот или познат ке народот како добар холестерол и покачените триглицериди, всушност зборуваме за ниски вредности на добар холестерол, покачени вредности на триглицериди. Тука доаѓа зголемена телесна тежина или зголемениот масен индекс или body mass индексот, односно зголемената тежина гледана преку обезноста и на крајот доаѓа покачениот крвен притисок, што значи дека имаме на крајот една васкуларна состојба во организмот, значи покачен крвен притисок и други состојби кои што се поврзани повеќе со тие хормонски оски во организмот што се во доменот на ендокринологијата, кои што во себе ги вклучуваат нели повеќе органи, тука се панкреасот, нели црниот дроб и така натака. Така веќе ги наброевте всушност клучите карактеристики на оваа. Кои се 5 конституенти на метаболниот синдром, значи тука ни е зголемена телесна. Така ние го имаме и тој телелоп, можеме да го погледнеме. Првиот факт во денешната емисија е како ризик фактор се стомачната дебелина, ние не заставивме на прво место, триглицериди, ХДЛ холестерол, крвен притисок, гликоза на гладно. Докторе, дали мораме сите овие ризик фактори да ги имаме за да кажеме дека имаме метаболен синдром? Што ако имаме само еден, да речеме, само стомачна дебелина? Па тоа во клиничка пракса тешко дека само еден ќе имате, може да имате само еден параметар кај индивидуи кои што можеби нема зголемена телесна тежина, па ќе пројават само покачен крвен притисок, или слаби индивидуи кои што ќе пројават, да речеме, само покачени вредности на гликемија, како состојба на преддиабет или диабет, а да при тоа нема зголемена телесна тежина и покачени масноти. Тоа што имаме метаболен синдром, туку имаме само една диагноза, нели, тоа е покачен крвен притисок, или можеби ќе имате индивидуи кои што ќе имаат покачени триглицериди, нормални вредности на ХДЛ холестеролот, нема да имаат крвен притисок, па ќе имаме само една карактеристика, нели, од овие 5. По медицинските дефиниции, за да се прогласи состојба на метаболен синдром, мора да имате најмалку 3 од овие 5 карактеристики. Значи, од ова најмалку 3. Така, најмалку 3, нели, и со тоа ќе донесеме, нели, една констатација дека кај таа индивидуа имаме метаболен синдром. Да започнеме со стомачната дебелина. Зошто е таа толку проблематична? Проблематична е бидејќи таа во себе вклучува акумулација или, да кажеме, ајде, тоа е прави збор акумулација на масти во висцералното ткиво, а по тоа го дефинираме тоа е она ткиво кој што се наоѓа, нели, околу органите, доминантно, нели, околу срцето, околу бубрезите, нели, кој што се наоѓа не во подкожата, туку во самата стомачна. Во стомакот внатре, така е, во самиот празнината. стомак, во стомачната празнина, нели.
И станува збор за акумулација на масно ткиво кое што во позадина представува и независен орган, ендокрин орган, нели, кој што понатака знае да продуцира голем број на фактори, меѓу кои цитокини кои што имаат нели своја цитотоксичност, кој што цитотоксичност понатака нели има негативни ефекти по однос на крвните садови и е во директна корелација со црниот дроб, бидејќи дел од тие цитокини во првиот чекор на ослободување доаѓаат нели до црниот дроб, односно хепарот. И тука ќе го спомнам и хепарот, орган кој што паралелно со зголемувањето на масното ткиво во стомачната празнина доаѓа и до негово заместување. Фактички тоа така наречено висцерално масно ткиво во паралелен след, значи паралелно се акумулира и кај него и во црниот дроб, нели. Сега во поглед на тоа зашто само стомачната дебелина нели ни е битна, бидејќи кумулацијата или тоа на собирање на масноти не мора да биде само во стомакот, може да биде и подкожна. И пак имате ве ситуација каде што луѓето можеби ќе имаат зголемена телесна тежина, ама нема да имаат така наречена централна адипозност или како што е на оваа слика дека на тело поштоди едно централно поставено масно ткиво. Што е разликата? Кај оваа група на пациенти или индивидуи кои што имаат висцерално масно ткиво кое што е депонирано во стомакот, тоа е ткиво кое што е независен хормонски орган и е поврзано со таа инсулинска резистенција. Ако имате кумулација на маст во поткожното ткиво или каде што да речеме, значи тоа го стеѓавате во таа задна регија, нели глутеоста, ние викаме позадин или трупот, таму нема да имате појава на инсулинска резистенција. Значи тоа масна кумулација не е тесно поврзана со она што се нарекува метаболен синдром и понатака провокација на дијабетес и предијабетес. Тоа значи дека луѓе кои што се обезни, кои што се со вишок килограми, а немаат стомачна дебелина, имаат помалар ризик да развијат метаболен синдром во споредба со некој што е слаб, а кој што има стомачна дебелина? Не, јас го спомнав тоа во насака на тоа дали секој пациент кој што ќе има зголемена телесна тежина ќе има или ќе нема метаболен синдром. Зошто е тоа битно? Индивидуите кои што како оваа жена дека да речеме има централна дебелина или централна адипозност, сигурно ќе има инсулинска резистенција, бидејќи таму предоминира. Тоа како јаболко што видовме, таа дебелина. Токму така, значи тоа се масноти кои што се насобрани во самата стомачна празнина. Така. Помеѓу органите. И таа функционира како независен хормонски орган. И тука е проблемот што паралелно со покачување на телесна тежина ќе се развива и зголемени нивоа на триглицериди и низок ХДЛ. И вие веќе по дефиниција имате 3 од 5 ризик фактори да се развие метаболниот синдром. Ако вие имате масно ткиво, вие кажам на пример во задниот дел од бутовите, токму така ете. И тоа ќе биде како круша, видовме на фотографијата. Токму така и тоа ќе биде депонирано во оној дел кој што е под кожата. Тоа масно ткиво нема функција на орган. И таму вие нема да имате покачени масноти. Затоа вие многу пати имате индивидуи имаат зголемена телесна тежина, имаат добри масноти. Не, значи не сегаш зголемената телесна тежина кореспондира со предијабетесот и покачените масноти. И намерно тоа го потенцирам, бидејќи многу пати луѓето кои што имаат зголемена тежина ќе кажат: па добро, еве јас имам зголемена тежина, имам масноти. Пример, мојот пријател има тежина, а нема масноти. Па во тоа е разликата, бидејќи дистрибуцијата и поставеноста на масното ткиво во поглед на тоа каде ќе биде поставено, ќе диригира и понатака дали ќе се јави инсулинска резистенција, предијабетес, дијабетес и директно ќе биде поврзано со тие профили на покачени триглицериди и низок ХДЛ, односно добар холестерол. Значи, виселарните масти, оние кои што се во стомачната шуплина, се исклучително штетни покрај тоа што има некои народни убедувања. И уште едно многу битно место, што многу ретко се спомнува, тоа се мускулите. Ние во клиничката пракса, тоа е малци запоставена предпоставка, таа е многу битна и заради возраста. Многу често се случува да одредени индивиди, тоа го имаме и кај младите кои што долги години работи метаболниот синдром, каде што покрај акумулацијата на мастите во тие висцерални масни ткиви или во стомачната празнина, почнуваат да акумулираат маст и во мускулите. Помеѓу самите мускули и внатре во мускулните влакна. И тоа представува еден многу негативен феномен во организмот. Тоа исто така ткиво кој што е дел од таа висцерализација, кој што ткиво масно во мускулите, исто така е поврзано со таа инсулинска резистенција. Интересен е фактот дека со текот на возраста доаѓа до така наречена редистрибуција
на тоа висцерално масно ткиво, што подразбира тоа дека после некаде 5-6 декада луѓето може да го намалат оној обем на струк како јаболка, Така. нели? Ќе намалат можеби нешто на тежина, меѓутоа не го губат негативниот момент на тоа висцерално масно ткиво, бидејќи тоа се редистрибуира, репозиционира од стомакот оди во мускулите. И ке таа група на индивидуи доаѓа до еден клинички феномен на замор и немоќ на движење. И многу пати тие индивидуи се праќаат на прегледи кај нас интернистички да се бара проблем во, например, трудната жлезда. Јас имам слабост, имам лаксаност, не ми функционира, ама тие немаат проблеми со жлездата, таа функционира одлично, има тироксин, но поради кумулација на мазд во мускулите, тие луѓе немаат снага и се во една хипооксидативна состојба. И како возраста поминува, тоа е се како феномен поизразено. Кај младата популација тоа се среќава ако метаболниот синдром работи со година, да речам декада, две пример започнува втората декада и веќе во таа 40-50 година веќе таа симптоматологија ќе доминира. И тоа понатака е тесно поврзано нели со терапевскиот призор, зашто ние сугерираме физичка активност. Така. Значи мастите може да направат голем проблем и она убедување ужива во животот како бубрек во лој, всушност не кореспондира воопшто со реалноста. Да. Докторе, на вистината. Да, како можеме да го измериме правилно обемот на струкот? И дали има некои вредности кои што се препорачуваат да бидат присутни кај мажите и кај жените? Мислам дека на еден од телопит имавте еден господин со метро кој што беше измерен. Мислам дека 94 видов во вредноста. Нормална вредност за маж е до 94 см во обем на струк, жена до 80. Интересно е што ние не ја мериме еве го на телопот имаме нели како се мери правилно обем на струк. Тоа е најширокиот обем значи на стомакот, нешто над колковите нели. И кога се прават контроли во мерењата, мора да се запази истото место каде што е мерен обемот на струк, да имате нели реално добра вредност, дали имате вистинско намалување на обемот на струк. Се мери обемот на струк, а не се вкупната телесна тежина кај индивидуата, бидејќи што рековме, нас не ни е битно колку е човекот тежок, туку дали е прераспределбата во обемот, односно во стомакот. Па и директно нели со тоа ќе биде во тесна поврзаност и со тоа дали терапевскиот исход ви е добар, што подразбира тоа ако вие сугерирате промена во животниот стил, нели диеталниот режим кој што подразбира промена во одреден вид на храна, советувате зголемена физичка активност, тогаш вие ќе барате намалување на тој висцерален обем на струк, нели, а нема да ја пратите телесна тежина, бидејќи некои луѓе нема да имаат телесна тежина која што ќе биде за сметка на обемот на струк, туку ќе биде за сметка на зголемена мазд во бутовите и така натака. Можеме повторно да ги погледнеме ризик факторите за да ни посочите колка ви треба да бидат нормалните вредности, да речеме на триглицеридите и на холестеролот. Може да. Нека се појави. Можеме така, колку треба да бидат триглицеридите, кај мажи, кај жени има ли разлика? Под 1,7 милимоли на литра се смета за нормална вредност, се што е над таа вредност се смета за патолошка, односно дека не е нормална. Кај ХДЛ холестеролот е обратно, бараме да биде над 0,9 милимоли, односно над 1,3 за жени, значи 0,9 е за мажи, 1,3 е за жени, треба да биде над таа вредност, за разлика од другите параметри нели во липидниот профил, каде што бараме покачување нели. И тоа е многу тесно поврзано едно со друго. Нели со тој метаболизам кој што е поврзан со црниот дроб, кај крвниот притисок доминантно во амбулантски услови кога ние лекарите мериме треба да е не повеќе од 140 со 90, во домашни услови до 130 со 85 мм живин столб и гликозата на гладна треба да биде некаде се среднуваат нели 5,9, меѓутоа правата вредност е 5,6 милимоли на литар за мерена гликемија на гладно. На гладно, значи наутро. Наутро, да. Ако се мери после оброк, треба да биде 2 часа после оброк, треба да биде не повеќе од некаде 7,8 милимоли на литар. Сега тука имаме варијации, нели, кога се мери гликозата на гладно, кај некоја група, кај дел од пациентите, кога ќе се качи на 5,6, пример 5,9, 6,1, 6,2 до 7,1, правиме тесно оптеретување со шеќер, за да се види дали тоа покачување на шеќерот е на гладно или е во таа фаза на после оптеретување, па така, ако имаме во
таа утринска, во тоа првично мерење гликемија до 5,8, рачунаме дека е гликемијата на гладно уредна, а може да биде покачена над 7,8 во второто оптеретување, викаме дека тоа е нарушена, тоа е постпрандиална гликемија нарушена, односно или ќе биде нарушена гликемија на гладно ако е онаа прва вредност на утринскиот шеќер покачена, и тоа е зашто е битно. Тоа тесно кореспондира со дебелината, или и со тоа како функционира онаја инсулинска резистенција со нивоата на гликемија. Сега не објаснам, тоа е малци како механизам покомплексно. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 02-3076-677. Почитувани, добре дојдени се вашите прашања, секако и дилеми на оваа тема, метаболен синдром, состојба која што е исклучително честа, но ние не знаеме премногу за неа, и токму затоа денешната тема токму затоа ова е нашата денешна тема што ја отворивме, за да се разјаснат најважните аспекти поврзани со овој синдром и ризиците што со себе ги носи. Што од сето ова најмногу го уништува панкреасот? Панкреасот, па многу веројатно самата дебелина во прв чекор го нарушува тоа функционирање на панкреасот, бидејќи го ставува една ситуација каде што ќе мора да лачи поголема количина на инсулин. Нели самата инсулинска резистенција е поврзана со високи вредности на инсулин. Фактички ние така докажуваме дека имате инсулинска резистенција кога ќе се измери гликемијата на гладно и во количник со колку е инсулинот се добива, нели, колку е така наречен кома индекс на инсулинска резистенција, и негова гранична вредност е 2,4, нели, во тој сооднос, и кај таа група на пациенти каде што имаме, наречеме, над 2,4, имаме до пример ако е 3,5 е умерено покачена таа инсулинска резистенција, меѓутоа над таа вредност веќе станува збор за една посериозна состојба на инсулинска резистенција, и фактички тоа ја кореспондира со таа вредност инсулинот. Колку организмот е повеќе изложен на таа телесна тежина, на тој седентарен тип на живење каде што индивидите седат, не се движат, толку тој инсулин ќе биде долго време покачен. И тоа ќе трае се додека тој панкреас не ги намали, нели, тие негови резерви на инсулин, и кога тие ќе почнат да паѓаат, ќе доаѓа до така наречена состојба на манифестен диабетес, каде што веќе таа утринска гликемија ќе биде над најверојатно 7,1 милимол на литар, кога таа индивидуа вие два пати поред измерите над 7,1 спонтано, односно на гладно гликемија од 7,1 милимол на литар, тогаш вие по дефиниција ќе имате и диабетес. Имаме гледач кој што очекува вклучување во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден за гледачот, еве го слушаме, повелете. Па, мислам, во студио си? Да, во програма сте, ве слушаме, повелете. Извинувам. Видете, мислам, поврзано сакам да прашам за притисокот. Така. Притисокот ми бил секогаш многу мал, 100-150. Во задно време почна да ми се качува многу, 160, 160-70. Иначе 80 годишен сум. Ми препиша докторот тапчина, лористат. Ги пие неколку време, ми се намали притисокот, после почнав по пола да ги пијам, ми се намали притисокот на 100, ми се намали притисокот. Так. После поново ми се зголеми, на сабајле, вомирување 160, со 60. И ми се лоши на сабајле многу. Така, што може да се преземе во овој случај? Така, ви благодарам за вклучувањето, доктор, излегуваме од денешната тема. Можете ли да дадете накратко некоја препорака, некоја насока? Треба да се направи мониторинг на притисокот, прво дома да се мери, сигурно барем 7 до 10 дена утрински и навечер, да се види како делува терапијата и да се направат контроли кај матичниот лекар или кај интернист после тоа, да се види дали таа терапија адекватно поставена. Во спротивно треба да се претпоставам адаптира терапијата. Токму така, да се коригираат возите, да се види, сега тука немам информација дали пациентот има зголемена тежина, нема зголемена тежина, Така. задршка на тежест, значи тука веќе имаме малце покомплексен пристап. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, Повелете, во програма сте. добар дан. Добар ден. Јел може да ме... ви сте модераторка, јел? Во програма сте, ве слушам. Имате прашање поврзано со темата на која говориме? Да, јас сум анестезиолог, хочу да поставим едно питање за освежување на знање и да потврдувам себе си. Зашто се извинам? Освежување на знаење и Така, но Да сепак... потврдим себе дали сум радио као што треба или не.
Па вон доменот ќе биде прашањето се. Така, добро, видете, денеска разговараме сепак за метаболен синдром, доколку имате прашање кое што е поврзано за она за што зборуваме, повелете во програма, поставете го во спротивно, јас ќе ве замолам да се вклучите на таа тема во емисија која што ќе ги опфаќа тие сегменти на разговорот, бидејќи денеска има навистина многу работи што треба да се разјаснат и да дадеме конкретни совети и препораки што да се прави доколку некој ви има метаболен синдром. Најнапред, докторе, ја сваќат ли сериозно ова, рековте не е диагноза, но кога пациент ќе дојде кај вас и ќе му кажете ви имате метаболен синдром, тој се чувствува здрав. Го сваќаат ли пациентите сериозно овој синдром? Да, тоа е добро прашање. Во принцип, ние како метаболен синдром како диагноза не го поставуваме, туку се водиме за секој од овие параметри засебно. И сега тука има една финеса, а тоа е што метаболниот синдром може да овие години да работи многу тивко. Што подразбира тоа? Вие ќе имате зголемена тежина низ годините, која што тежина во почетокот нема да доведе до покачување на гликемијата, односно на шеќерот и на маснотиите. И тоа ќе трае најверојатно со години. Меѓутоа, во одреден момент, кога тие компензаторни механизми ќе почнат полека да откажуваат, преку црниот дроб, нели, а за сметка на она телесна, за сметка на она висцерално ткиво кој што хормонски ќе има негативен однос према црниот дроб, полека ќе се качуваат маснотиите и шеќерот. И тогаш ние ги видиме клинички преку лабораторискиот наод, нели. И таа индивидуа не мора да има покачен крвен притисок. Ако се појави во почетокот и покачен крвен притисок, ќе биде полесно. Зашто вие многу со време ќе имате еден клинички параметр кој што веднаш ќе ве поврзе и со другите параметри. Ама тоа ќе биде рана диагностика. Вие може ќе имате и доста диагностика. Кај младата популација, за жал, често пати се превидуваат покачените масноти и да речеме хепаталните ензими кои што се први индикатори на метаболниот синдром. Ќе имате покачени триглицериди, ќе имате зголемена телесна тежина, имате замастен црн дроб кој што понатака ќе пројави можеби повисоко ниво на шеќер и веќе вие имате метаболен синдром. И многу пати младите индивидуи тоа го пресекнуваат, кажуваат па добро, ова ќе се коригира, или можеби само тоа по себе, ќе превземам нешто, меѓутоа тоа што ние го превземаме не е доволно да овие параметри бидат коригирани, се додека после 2, 3, 4, 5 години тие параметри не случат во контрола и направат манифестен дијабет. Тоа е едната група, нели, на пациенти. Втората група која што е најспецифична се оние кои што ги развијат сите 5 компоненти. И тогаш веќе имаме една многу незавидна ситуација, затоа што ако се спушти ХДЛ холестеролот и ги имате покачените триглицериди, веднаш ќе доминираат и високиот холестерол и ЛДЛ холестеролот. И тогаш вие имате 3 независни ризик фактора, а тоа е нисок ХДЛ, висок ЛДЛ, покачени триглицериди, ќе имате сигурно покачен крвен притисок, ќе имате и веќе дијабет во позадина и заедно со покачените масноти, ова се изведен со зголемена телесна тежина, ќе имате доминантни мокни 6 ризик фактора. Самата инсулинска резистенција е независен 7 фактор и вие кај таа индивидуа веќе во старт имате еден тежок предизвик. Зошто е тежно? Прво тамо мора да се зголеми физичката активност. Мора да се направи модификација во храната, што воопшто не е лесно, бидејќи индивидуите кои што имаат метаболен синдром имаат многу тешка глукозна зависност преку храната и таму многу тешко се минува животниот стил. Треба да се откажите од многу внес на шеќери, на масноти и така натака. Тешко е да се раздвижите, бидејќи имате кумулирано масно ткиво во самите мускули, кои што самото по себе ги отежнува физичките активности, нели? И имате вовед на лекови. Вовед за лек за намалување на маснотиите, лекови за притисокот 1 до 2 лека најверојатно и лекови за да се регулира дијабетесот. И вие сега тука мора да пристапите кај таа индивидуа, како да кажам, мултидисциплинарно, каде што ќе се решаваат повеќе фактори во исто време. И зошто е битно тоа дека таа група на пациенти, ако поготово тој метаболен синдром работи повеќе години, може би цела деценија, веќе вие со едно окујло нели размислувате дека можеби ќе некоја индивидуа, не ке сите, ќе проработат генетските фактори. Односно, ќе дојде до појава на генетски мутации. Што подразбира тоа? Ке некои индивидуи тие покачени масноти веќе неповратно нема да се спушта со промена во животниот стил, некаде најверојатно за сметка на тој преобемен пул и преобемна циркулација на тие масноти ќе дојде до појава на повреда на крвниот сад, на таа интима, па ќе се тригерираат васкуларни болести, нели? Самиот дијабет го имате кој што ќе биде висок независен ризик фактор и таму вие ќе мора да интервенирате многу со терапија. Ако е млад индивидуата, таа во старт ќе има одбивно да земе повеќе лекови. Така. Но ако е во таа 4-та, 5-та декада веќе тие со самата возраст
го носите ризикот. И ако се веќе пушачи, тогаш вие имате едно многу големо кардиоваскуларно и метаболно поле со ризик фактори кои што најверојатно кај некои индивиди во догледно време ќе направи срцев удар, мозочен удар или ќе направи запушување на крвните садови. Онаму каде што ќе настане васкуларен инцидент, тоа се пациенти, ние викаме во секундарна превенција, во многу повисок мод веќе на да кажам на поагресивна терапија, таму веќе нема пардон кај таа група на пациенти, тогаш даваме се што имаме од лекови, нели, и модалитети за добар терапевски исход. Значи ова е вовед во исклучително сложени болести. Да, токму така ние, например, до мене што јас го работам, да речеме, ке младата популација е да се направи едно многу битно, би рекол, степенување на ризик факторите, индивидуално. Тука морам да кажем е многу тесно поврзана и генетиката во првото колено, мајка, татко, брат, сестра, зашто онаму каде што ќе настане, речеме, и ќе имате податок дека таткото или мајката или братот имале срцев удар или мозочен за маж под 55 година, за жена под 65 година, тогаш постои таа може да ја таа индивидуа може веќе се развие, сега нека сите, меѓутоа има можност, значи дека вие едноставно морате да направите добра оптимизација, да му кажете на пациентот кон што се движите и дека кој е, зошто е битно да тој направи промени. И тоа навистина е една долгорочна борба на лекарот со пациентот. Така. И тоа е заеднички однос, нели, каде што вие се мотивирате, заедно вие го мотивирате пациентот да ги направи промените, тој вас да мотивира со тоа што го работи, бидејќи кога пациентот не ги направи промените, како лекар си работите, меѓутоа не гледате позитивен исход. Така да тука не е само да му дадете лекови, туку мора да се направи добра оптимизација, што работите, како работите, дали работите ноќе, дали работите преку денот, дали имате можност да сте физички активен, дали работата допринесува да тоа да имате повеќе време. Зборувам само за физичката активност, спомнав дека што ќе смените од исхрана. Која храна ви доминира, дали сте повеќе на брза храна, фаст фуд, дали доминираат благи напитоци, дали сте возлаж во вашата во она што го работите. Седите по 10 сати, значи многу работи се битни во тој, да кажам, мултидисциплинарен пристап и ако се работи темелно баш вака, тогаш ќе имате исходи, меѓутоа навистина борбата е, да кажам, долгорочна, меѓутоа и на повеќе полиња. И на повеќе полиња, токму така. Но на кое поле најнапред се почува? Дали исхраната е прво нешто што треба да се промени и што е со оние лица кои што секој килограм што ќе го накачат го ставаат на стомакот, едноставно генетската предиспозиција им е таква да акумулираат масно ткиво на абдоменот. Па сега точно дека постои предиспозиција за тоа, каде ќе се акумулира масното ткиво, меѓутоа за мене факторот број 1 кој што е многу битен е физичката активност. Значи тука сум апсолутно убеден. Значи вие започувате со физичка активност. Апсолутно и кога разговарам со пациентите, прво што ги прашувам што работат, како се движат. И повеќето велат седечки начин на живот. Да, седечки, апсолутно. Дел имаат можност да се физички активни, меѓутоа најверојатно тоа треба да се модифицира, односно да се адаптира према животните потреби. И се разбира втората работа е како се хранат, нели, и што доминира во храната. Сега тука што е она што е многу битно, што делот индивидуите имаат простор реално да направат промени, не ги прават бидејќи тоа не е посочено. И веќе на група на пациенти навистина ќе имате добар исход. Многу битно е да направите ви како лекар проценка каде се ризик факторите. Она што ме прашате, нели, што ќе доминира, нели, од тие 5 параметри. За мене, например, се комплексни оние пациенти каде што ќе работи многу долго метаболниот синдром. Значи дијабетот и покачените масноти. И многу често имаме ние индивидуи под 40-та година, каде што таму некаде медицината поставила една граница, каде што нас како лекари им дава можност третирам наспроти, нели, ако сте над 40 третирам, по 40 превенирам. Меѓутоа ние веќе ке многу индивидуи во на 30, 32 години, 35 третираме. Зошто? Бидејќи имаме информација дека тој метаболен синдром работи од детската возраст. Така. Не знаеме дека во Македонија обезноста е на многу високо ниво. Да, кај децата е исклучително високо овој процент. Барем во оваа емисија сте имале многу гости, ако не се лажам, кои што токму зборувале на тема дебелината кај децата. Па ние кога ќе дојдат кај нас пред 14 година, во 20 година, ти веќе имаат покачен холестерол во крвта. Имаат и покачена, имаат и онаа висцерална обезност. Стомачна дебелина. Стомачна дебелина. Се таа индивиду е на 20 години. Кога ќе дојде на 35, таа дебелина обстојува 15 години. Имате покачени масноти 5 години. Пред дијабет имате 10 години. Значи таа индивиду веќе на 30-32 години влегува во еден сериозен ризик. И таму вие навистина ќе дел, не зборам ке сите каде што генетиката ќе истригерира, неке сите ќе добиете, например, во васкуларната сликовиот приказ, односно доплерот, ќе добиете почетни атероматозни промени или плаки. И тогаш вие немате избор, третирате. Ќе ви каже пациентот, јас имам 32 години.
готово веќе ви излегувате од рамката на онаа рана и првична превенција. Значи, затоа треба да се внимава на животните навики уште во најраното детство. Родителите не Токму треба така. на детската Токму дебелина да така. гледаат како нешто што е безопасно и што ќе се надмине со текот на годините. Велат ќе Напротив. порасне, ќе се реши само од себе овој проблем, очигледно дека води Сам до по себе сериозни никогаш нема да нарушувања. се реши. Ние дека во нашата поликлиника имаме педијатар и многу често да речеме тие деца ги работиме мултидисциплинарно и сме имале деца на возраст од 12, 13, 14 години кои што за сметка на таквиот начин искрено зборувам кај што доминира така наречениот джанки фуд или хамбургер, кока-кола и така натака, имаат замастување на црниот дроб со навистина еден сериозен приказ кој што вие не би го очекувале Страшно. кај дете на 12 години. Па да, не јадат ни овошје, ни зеленчук, Не ништо само од тоа, немаат физичка активност. Меѓу Значи, другото, тие така. деца Повеќе имаат еден фактори. многу монотон, седентарен живот и реално тоа се тие деца кои што имаат предиспозиција да во таа трета декада ќе развијат некој васкуларен инцидент. Ние за жалови сега пред некој време на телевизија, мислам дека дури и министерот беше излезен, а се даде податок дека во Македонија бројот на васкуларни инциденти, сега пред некој ден мислам дека беше и светскиот ден за борба против мозочниот удар, се даде информација дека во Македонија старосната граница на мозочниот удар се повеќе се намалува. А генерално како официјален податок на Македонија е дека стапката на тие васкуларни и срцеви инциденти вдигува многу повеќе во таа возраст под 40-та година. Така, тоа говори всушност се. Таму води И метаболниот всушност синдром. метаболниот Сега- синдром е одговорен за се тоа што се Апсолутно, тука случува. нема двојба, нели. И тука ќе го ставам како фактор, нели, пушењето. Заедно рамо до рамо со Зошто е па пушењето толку проблематично во однос на метаболниот синдром? Како претпоставам дека како ризик фактор за кардиоваскуларни заболувања, ризик фактор за за дијабетес. метаболните исто така, апсолутно. Видете, за пушењето веќе е многу јасно докажано дека ќе штетува директно крвните садови. Толку е приказката, нема што повеќе да се каже. Докторе, што е со оние што имаат метаболен синдром, а се повозрасни? Доколку направат одредени промени, да речеме намалат тежината, предсестомачната дебелина, ќе забележат драматични подобрувања? Тие не мора многу да ја намалат тежината. Тие е доволно да се физички активни во смисла на движење. Нели, прво немаат потреба дома вага да имаат. Нека имаат едно метро за стругот. Подобро да имат метро за струкат, за Еден маж стомакот. на возраст од 60-65 години, кој што има 30, 35, 40 години тежина која што е со телесен масен индекс, пример 30 или 29, што го става во групата на зголемена тежина, не е во обезитас, и е многу тешко дека тој маж ќе го ставите во ситуација да намали и да биде модел манекен. Но од здравствен аспект имате сурат да се движи. Зошто е битно тоа? Па преска спомнав. Прво ќе се намали масното ткиво во Во мускулите. мускулите, така. И колку повеќе се движат, ќе се зголемува и бројот на крвни садови во самите нозе. А тоа зошто ви е битно е па таа добра васкуларизација. Прво е намалува инсулинска резистенција во самите крвни садови и мускулите. Нели, тоа е многу битно и со тоа се намалува заморот кај пациентот. Со тоа се намалува стапката на инсулинска резистенција и самото искористување на гликемијата и она што е многу битно, отската на добро обработени липидни фракции, односно триглицериди и ХДЛ ќе биде многу подобра. И тие ќе направат со многу мали промени голем здравствен бенефит. Значи не е целта да ние луѓето ги форсираме да без никаква причина тие слабеат. Ние медицината ке таа група на пациенти не форсирава. Еве ќе кажам еден податок. Ако се намали body mass индексот за 3 до 5%, Добра. од худната тежина, да речеме, ако имате вие, харикирам body mass 30, го намалите на 29 или на 28, што ќе кореспондира со стапка на тежина од 3 до 5%, вие го намалувате процентот на васкуларен инцидент за 3 до 5 пати. Или за 30%. Што е огромен. Еве кажувам процент. само здравствен аспект колку е битно тоа. Че ние треба да знаеме каде можеме да форсираме на пример животни промени. Ако ви дојде млада индивидуа на возраст од 32, 35, таму може да се форсира. Дека тие личности имаат капацитет. И друга многу битна работа да не забораваме. Кај луѓето кои што се во тие, да кажем, на предната старосна возраст, 60, 65 години и 70, не треба да се направи агресивно слабење заради преголемото ослободување на масни киселини од депото масно према црниот дроб. Зошто? Бидејќи тие ќе треба да проциркулираат низ организмот и да дојдат од црниот дроб. Ке тие индивиди со многу голема веројатност
во самото васкуларно корито и без тоа веќе е зголемен бројот на циркулирачки липидни материи. Дали се тоа покачени триглицериди или ЛДЛ холестерол. Без разлика на фактот дека ние даваме лекови за мастоти и статини. Тие прават само хепатален стоп во продукцијата. Но ако лицето има зголемен внес од надвор, тие триглицериди, нели, ќе влегуваат во крвотокот. И таму ако има инсулинска резистенција до инсулин, е веќе патолошки, тој не има онаа функција да ги регулира добро обработката на тие масноти. И тоа масно ткиво веќе е откочено, тоа нема врска со инсулинот, тоа е инсулински резистентно. И за гликемијата меѓу маснотиите. И тоа по дефиниција ќе пуштува масни киселини. Ако вие направите зголемено слабење, тоа ќе зголемува пулот на триглицериди и може да направи масна емболија. А тоа е срцев удар или мозочен удар. И за тоа кај таа група на пациенти вие стимулирате спора промена, пешачење, полека да се прават промените, со тоа се прави реално и шанса да таа индивидуа ја задржи таа кондиција низ годините. Значи подобро да се намали една единица на масниот индекс, да се намалат 3 до 5 килограми и да останат на тоа ниво, отколку вие да правите така еден агресивен пристап каде што ќе имате горе-доле. Тоа е оној проблем зашто се прават васкуларни инциденти. Депоето ослободуваат масни киселини, па пак ги враќаат. Па ослободуваат, па пак враќаат цело време и фактички тие крвни стадови се цело време на еден неверојатно зголемен пул на таа една, би рекол, една хиперлипидна провокација, односно негативен фактор на тие масноти. Зашто маснотиите, лековите за покачени масноти, тие имаат двоен бенефит. Го регулираат ЛДЛ холестеролот и прават на превенција на крвниот сад. Ама тие го станува збор за таа атерогена дислипидемија. Поврзана со таа инсулинска резистенција, таму тие многу малце ќе направат бенефити, затоа многу пациенти имаат добар лош холестерол ЛДЛ, ама имаат покачени триглицериди. Тие покачени триглицериди фактички кореспондираат токму со тоа да имаат атерогена дислипидемија за сметка на ова прекомерно ослободување на масни киселини од тој висцерален фет, односно висцерално масно ткиво што е насобрано во стомакот. Во стомакот, за стомачната празнина имаме гледач. Јас се надевам дека имаме простор да го вклучиме и да го постави прашањето. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Јас малку подоцна се уклучи во вашата емисија, меѓутоа имам едно прашање, се надевам дека може да ми биде одговорено, конкретно за оваа тема се работи. За млада личност околу 40 годишна возраст, да речеме, која што баш има таков стомачен проблем, тоест позголемен обем на стомак. Па би сакала да прашам, се започнува, да речеме, со позголемување на физичка активност, внимавање на храна. Дали се препорачува некоја суплементација дополнително, која што може да придонесе до зголемување на енергија, за да може повеќе физички да биде активна личноста, или конкретно се работи за пост-ковид синдром, некој да речеме, па на вистина за отежнато дишење, брзо заморување, зголемено потење. Другите параметри мислам дека конкретно се во ред по тоа што слушнав во емисијата, се работи за холестерол, АСТ, АЛТ, тоа се во граници, меѓутоа личноста сака да подобри квалитет на живот, па ете се трудиме нешто да промениме. Секој совет би бил добре дојден. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Што можете да кажете? Има ли воопшто некои средства на природна база кои што можат во оксидативниот процес да помогнат? Да, има супер прашањето, многу е на место и баш тоа е таа возраст кога може да се интензивираат сите овие совети каде што не се даваат лекарства, тука судени со промена во животниот стил, во насока на промена на изборот на храна и на зголемена физичка активност. Суплементацијата во принцип се дава према тоа какви се сите параметри. За мене многу битен параметар е ултразвукот на црниот дроб. Тоа е клучен параметар за мене, бидејќи таму имаме степенување на замастувањето. И тоа е многу битно во тој момент до каде е замастувањето, во која насока, дали ќе биде лесен, среден или тежок, или дали ќе направи преминување кон нешто некоја стеатофиброза кон цироза. Зошто е битно тоа? Дека према тоа ќе се даде насока за суплементацијата, дали ќе биде превентивна или ќе биде терапевска. Ние имаме препарати на природна база, тоа се најчесто силимарински препарати и силибински препарати, кои што се комбинација на силимарин со витамин Е, L-карнитин и така натака. И навистина тие препарати имаат свој бенефит, поготово кај ваква група на пациенти кои што почнуваат со промена во животниот стил
и се разбира дека тука треба да се направи една севкупна евалуација. Сад слушнам дека се добри параметри, меѓутоа сепак јас инсистирам да ги видам сите параметри лично, бидејќи понекогаш гледаме нешто што сметаме дека заслужува внимание. Бидење тука црниот дроб како функционира и дали има замастување, бидејќи не секој замастување дава покачени хепатални ензими, и за сметка на тоа како таа индивидуа ќе направи промени и ќе се активира физички, се даваат и суплементи. Значи голема е таа палета на суплементација за која што сега не би говорил многу, но кажав ете кои суплементи би можеле да бидат од интерес. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Навистина важна тема денес го обработивме, бидејќи е овој проблем присутен помеѓу многу од нас и бара навремено решение за да се спречат навистина сериозни заболувања. Благодарам на поканата, се надевам дека бевме од корист за вашите гледачи. Почитувани доктор Александар Манолев, специјалист интернист во поликлиника Манолеви, беше гостин во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден. До гледање.